Најголемите 15 фирми во Штип годишно прават над 200 милиони евра приход и тие се движечката сила на градот, кој понатаму економски е доминантен во источниот регион. Прв по сите параметри е Adient Seating, или попознат како Johnson Controls, кој лани за извоз изработил речиси 99 милиони евра, сума која го прави една од најуспешните 10 компании во државата. Веднаш зад него по приход е брзо растечкиот Kitgo, со приход нешто поголем од 54 милиони евра и кој влегува меѓу 50 најголеми во државата. По него следуваат Technical Textile со 13 милиони, Јагија Мезлер со 8 и Актива со 4,3 милиони евра приход. Иако овие бројки се големи и делуваат импозантно, стопанскиот бренд на Штип и понатаму останува текстилот, бидејќи тој ангажира речиси 50% или цели 10.000 од вкупно вработените. Со други зборови, парите не се, но лебот е во текстилните компании. Најголем според приходот во текстилството е Албатрос со 3,9 милиони евра, а веднаш зад него се Линеа со 1,83 и Гранд Текст со 1,46 милиони евра приход. Исклучиво важни за градот се и Штип Текст, Ларс Грација и останатите уште најмалку 50 поголеми и помали конфекции. Освен досега споменатите, Штип економски го движат и други важни компании кои стана негова препознатливост. Овде пред се Телекабел, компанијата која со успешно работење остварува милионски приходи. Потоа винариите и Мако и Езимит, Ивал Трейд, Логвин Логистик и уште десетина други успешни фирми. Сите заедно, економијата на Штип ја движат со над 200 милиони евра годишно. Но според многумина од економско-аналитичната фела, најголема и непосредна финансиска енергија за граѓаните на Штип е Универзитетот Гоце Делчев. Оваа институција има околу 10.000 студенти, од кои 70% се од други градови. Сите претежно живеат во Штип и овдешната економија месечно ја стимулираат со просечни 150 евра. Вкупно, тоа се околу 1 милион евра кои завршуваат како кирија за станови, храна, такси, превоз и други потреби и студентски услуги. Од тука доаѓа и шармантната констатација дека во Штип не е голем проблем кога ќе се затвори фабрика, голем проблем е кога студентите ќе заминат на одмор.